Благодарам, председателе. Во насока на финансискиот план за 2023 година на Агенцијата за супервизија на финансирано капитално пензиско осигурување, сакам да напоменам дека за поддржување ова намалувањето на процентот кој што оваа година е најнизок во однос на претходните години, ако се земе во предвид дека бил 2005-2007 1,5%, во 2008-2009 1%, а 2010 до 2020 0,8% и сега 0,7%, а видовме и од предходниот финансиски план за 2022 година дека ова беше неминовно ако се земеше намалувањето од 0,7%, ако се земеше разликата меѓу доспеаните приходи и прикажаните расходи. Значи, тоа беше некое логичко следство, кое што, вие го применивте со агенцијата управува, односно надзор на агенцијата врши органот за надзор како орган за надзор и управување со агенцијата, тоа е Советот на експерти. Значи, тој го дава предлогот, а собранието треба да го одобри и го поддржуваме тоа. Меѓутоа, ако земеме да видиме во поголем дел, колешката рече дека има зголемени проценти во одредени ставки, па бога ми во скоро сите ставки, да не се повторувам кои се тие проценти, ги кажа веќе колешката, меѓутоа јас би обрнала на внимание на тоа дека има и, сега мене ме интересира во една ставка, вели услуги за секундарна локација, 1.200.000 денари за 2022 година, за 2023 година останува иста сума. На што се мисли ова секундарна локација? Тоа е нејасно овде и исто во истата ова ставка вели на одржување, сервисирање на возила 250.000 денари, а понатаму имаме во друга ставка за обезбедување трошоци за регистрација и технички прегледи на моторни возила, други материјални услуги, каде што покрај регистрацијата и технички преглед на моторни возила има и набавка на стручна литература, списанија, весници, плаќање на доместоци за размена на берзански податоци и благајна, материјални трошоци, трошоци за средства за хигиена, техничко и патролно обезбедување на просториите на агенциите и сега во такви едни други материјални услови за регистрација и преглед на моторни возила, а овде во услуга за секундарна локација влегуваат и одржување, сервисирање на возила, потоа поправка, имате исто така како прашање, поправка на деловен објект од 150.000 денари во 2022 година, во 2023 година 220.000 денари, зголемување имаме на оваа ставка и понатаму во градежни објекти ставката, каде што има 3.150.000 денари, овдека имате реконструкција на кровот на постојниот објект. А мислам сега, поправете ме ако грешам, мислам дека имавте ставка и за градежни објекти, за реконструкција и прошлата година. Како тоа вашиот објект секоја година има толкави потреби од издвојување на средства за реконструкција. А мислам дека сте во некоја во зграда која што е релативно нова или добро, се повлекувам од тоа, меѓутоа секоја година реконструкција имате и тоа позамашна сума на средства.
Мислам дека тука има манипулирање од ваша страна и за разлика од претходната година, еве средствата за градежни објекти се 250 повисоки. Дали тоа овдека спаѓа 250%, се извинувам, сега со елаборатот за проценка за фотоволтаици, заради тоа, меѓутоа и на повеќе места имате за исти работи. Исто така за други капитални средства, 8.840.000 денари за компјутерски нов софтвер, софтверски лиценци, канцелариски мебел, антивирусна заштита, заплатите колешката веќе рече и се доаѓа до израз тоа дека секоја година разликата меѓу вкупните приходи и расходи е се поголема. Во однос на приходите кои што се прикажуваат, да, тие се имате приходи, 4 пензиски друштва, рековте и самите, 3 пензиски друштва се од доброволните и задолжителните, само едно доброволно, само едно пензиско друштво ги прифаќа, мислам е одговорно само за доброволните пензиски друштва. Исто така имате приходи и од покрај надоместоците за претходниот месец и приходи имате и во однос на административните надоместоци, кој е зголемен поради од претходната година поради новото пензиско друштво, а тоа ќе изискува зголемен обем на административни барања од супервизорски и регулаторни потреби на пензискиот систем. И би го поставила прашањето зошто има толку зголемување на тие ставки, па некаде имате и преклопување во една ставка, како што беше за возилата, така и за градежните објекти, мислам за градежните зафати околу објектот, би сакала да ми одговорите. И оваа намената што беше локација на, би сакала да добијам одговор. Благодарам.